Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Тако, Татко небесен, во Исуса сум возљубен. Ти го давам срцево, да се вселиш во него. Мир вам, Татко наш кој си на небесата, Татко мој, небесен Татко, во името на Твојот Син и денеска, отвори ги овие слова за Твоја слава. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. И не воведи и избави не од искушение, зашто Твое е царството и силата и славата и љубовта и победата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што и денеска ја примам Твојата исцелителна сила за секоја болка што ја имам во тело да исчезне. Те сакам, Господи Исусе Христе. Благодарам што го исцели мојот крст. Претерав од работа, од чистење снег. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ја примам Твојата сила, Ти го отворам срцето, да се населиш во мене, да живееш во мене, да ме учиш, да ме обликуваш, да ми покажеш како се останува во љубовта, да ми покажеш како се победува во љубовта. Ние зборуваме за заедничко живење, за вистинско живење, за посветеност, за љубов, да нема граница меѓу мене и Исус. Во моето срце те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Спрема постарите луѓе не покажувај грубост. Ке читаме од 1 Тимотеј 5. Спрема постарите луѓе не покажувај грубост. Пазете го сега тој момент. И ние имаме, например, некој од црквата сака да укорува вака ти така, да брка, да прави. Знаете, тоа е тој добар момент, кога ти мислиш дека си нешто, дека си над другите, дека можеш да решаваш за другите. Не покажувај грубост, туку обраќај им се како што би му се обратил на собствениот татко. Те сакам, Господи Исусе Христе. Се што е од Исус нека остане во ова предавање, во ова проповед. Се што не е од Исус да си замине. Еве, јас повикувам кон Тебе и барам помош од ангели, помагачи на овој век да ме исцелат, да ме возобнуват, да ја примам Твојата исцелителна сила и Твојата сила во духот пламенен оган, да ги освети сите оние кои го слушаат ова слово. Спрема постари луѓе не покажувај грубост, туку обраќај им се како што би му се обратил на собствениот татко. Спрема тие што се помлади од тебе, однесувај се како да ти се мајки. Спрема помладите твојот однос треба да биде чист како спрема сестри. Зборува за односот во заедницата. Тоа е тој однос. Тоа е тој однос кој треба да го примиш, мирот негов да го примиш. Силата негова на љубовта која никогаш не престанува. Односот во заедницата, љуби го својот ближен како себе си, е важен. Важен е, не можеш ти да решаваш по твоето, да ја бараш твојата правда. Грижи се за оние вдовици. И ние имаме физички вдовици, пазете, но имаме и вдовици. Кои се тие вдовици? Па вдовици се црква која нема старешина, например. Душа која нема старешина. Ако вдовицата има деца или внуци, тие нека се учат да се грижат за оние што им се семејство, исто како што родителите се грижеле за нив. Нека ја покажат својата побожност најпрво спрема своето семејство,
Тоа е она што Бог го бара од нив. Тој бара од нас да се љубиме еден со друг. Ако немаш љубов, ако само укоруваш, осудуваш, ја гледаш раската во другиот, сакаш да му вратиш, знаете што? Вистинска вдовица е онаа што нема роднини, што верува во Бог, мисли на телесни, му се моли дење и ноќе, бара помош од него. Онаа вдовица, зборува за црква и душа, што живее само за задоволства, духовно е мртва. Уште додека е жива, ти си живееш само за себе да ти биде добро. Пренеси им ги овие упатства за да не грешат. Христијаните што не се грижат за своите роднини, а посебно за членовите на собственото семејство, ја омаловажуваат верата. Ти треба да се грижиш за нив. Како ќе се грижиш кога хулат на тебе? Кога не ти прават муавет? Пази, па мораш да се грижиш, парем моли се на дистанца ако не можеш. Има состојби каде што сопружници, родители забрануваат партнери да доаѓаш во црквата. А ти треба да се грижиш за нив. Христијаните што не се грижат за своите роднини, посебно за членовите на собственото семејство, ја омаловажуваат верата, тие се полоши од неверниците. Треба ли како да се грижам? Побарај помош од Исус, за Господ се е можно. Секоја вдовица за која се грижи црквата треба да ги исполнува следните услови. Значи, тоа е и душа која не дозволува да има глава над неа, маж, старешина. Тоа е истата суштина. Да му била верна на својот сопруг, да има 60 години, да си има докажано со правење добри дела. Докажано со правење добри дела, со одгледување деца, со гостолюбивост према патници, со понизна услужливост према вистински христијани, со тоа што им помага на луѓето во неволја и секогаш била посветена на правење добри дела. Може да се однесува и на заедница, на црква. Не се однесува само на, како да кажеме, на вдовица. Секогаш овде има еден дел кој е материјален и еден дел кој е духовен. Помлади вдовици не ставај на списокот. Те сакам Господа Исусе Христе, батеријата. Ако телесните страсти ја надвладеат нивната посветеност према Христос, значи телесни страсти те отргнуваат, тие ќе посакаат повторно да се омажат, така ќе го прекршат ветувањето што претходно го дале. Освен тоа, тие можат да станат мрзливи, да им стане навика да одат од куќа в куќа. Не само тоа, туку можат да почнат да озборуваат. Озборување, да прават сплетки, да зборуваат работи што не им прилегаат. И тоа е тоа демони на озборување, на непокорност која ја трујат црквата. За секој лош збор ќе одговарате на судниот ден. И не само тоа, тие можат да почнат да озборуваат, да прават сплетки, да зборуваат работи што не им прилегаат. Одиш во заедница, не си задоволен, мислиш дека ти знаеш подобро, дека ти треба да водиш, дека се прави делопоклонство, например, кон водачот. Пазете, има духовен ред овде. Тој поставил едни за апостоли, други за пророци. Тогаш напушти ја заедницата, не ја труи, само доаѓаш во конфликт со самиот себе. Ако старешината е во духот, во Исус, ти ќе настрадаш. Ако не е во духот, пак ќе настрадаш. Подобро е да ја напуштиш заедницата. Да побараш прошка. Секој отпор не ти дава да напредуваш, да го примиш духот, а од друга страна ја гледаш раската во окото на другите, а гредата во собственото око, гредата не ја гледаш. Затоа мој совет е, значи демони, духови на озборување, на непокорност, ја растураат заедницата. И стана еден од мажите и рече, Манде го спомна тоа да се молиме да нема озборување демони, немало озборување, тоа било укор еден со друг да се поучуваме. Видете, тоа е демократија, се вика демонкратија. Затоа мојот совет е помлади вдовици повторно да се омажат, да си одат во црква, да раѓаат деца, да се грижат за собствените семејства. Ако си во некоја друга заедница, вдовица заедница, која нема старешина од Исус, тоа се вдовици цркви, оди во деноминациите. Така противникот ќе нема повод да ве клевети, за жал некои вдовици веќе скршнаа и му станаа следбенички на сатаната. Ако некоја христијанка има роднини што се вдовици, нека им помага, а не да ги остави на товар на црквата, која треба да им помага на оние вдовици за кои нема да се грижи. Се однесува и на вдовици, но вдовица е црква, душа.
Жена која нема маж, глава поставен од Исус, маж чија глава е Исус, Исус чија глава е Отецот, значи тоа е таа подреденост, тоа е тој духовен ред, и ако ти не го прифаќаш мажот, старешината што ја води заедницата, ти излегуваш од царскиот закон на љубовта и нема да примиш сила, а во исто време озборуваш, клеветиш, бркаш луѓе од заедницата, сакаш ти да решаваш. И те чекаме долго трпеливо да се покаеш, ти продолжуваш да го правиш тоа, сигурно ќе има отплата и нема да биде добро. А од друга страна имаш сведоштво во твојот живот, а не си излегол да сведочиш. Па не си се немаш полуфинале, не си поминал. Старешината на црквата што добро си ја вршат работата, заслужуваат да добијат поголема плата, посебно ако проповедаат и поучуваат. Проповедаш и поучуваш. Така вели и Светото писмо, не врзувајте му ја муцката на добитчето што врши жито, на некој што работи. Секој што работи заслужува да добие плата, работникот ја заслужува својата награда. Не врзувај уста на вол што врши. Ако некој сака да обвини старешина во црквата, замислете, мора да има најмалку 2 или 3 сведоци. Поспротивно, немој да го слушаш. Немој да го слушаш. Оние што грешат, искарај ги јавно, па и другите да извлечат поука. И ние го имаме тој момент. И наместо да имаш војска со трудници да се борат, ти добиваш тогаш, например, зборувам за секоја заедница, не зборувам за нашата. Мали деца што се расправаат по пазариштата и ти треба да го трошиш времето на нив. Пред Бог, пред Исус Христос и пред светите ангели, најсериозно те задолжувам да се придржуваш до упатствата што ти ги дадов. Таткото небесен. Немој да правиш дискриминација, да бидеш пристрасен. Не избрзувај да ракополагаш луѓе за Божја служба. Видов еден подмастер, рација, пастор, и отиде работата. Не соучествувај во туги гревови. Чувај се да останеш чист. Не пий само веќе вода, пий помалку и вино, заради твојот стомак и болестите што често те мачат. Казната за гревовите на некои луѓе е очигледна. А кај други гревовите и казната ќе станат очигледни дури по известно време. Ти викаш како сега они. Така е и со добрите дела. Некои се очигледни, но оние што не се, нема да останат скрини. Како сега овој краде, видиш што ништо не му фали. Има време. Божиот ред и закон не грешат. Дали сум спасен? Падна муабет за ова. Дали сум спасен? Нашата сотрудничка што ја води заедницата рече дека преку еден член на семејството ќе се спасат сите и тирипна не секој сам се спасува, бидејќи претходно исто така се обиде да и најде некоја грешка за еден стих, дали Исус бил кнез на мирот или сатаната бил кнез, а Исус бил цар, потоа испадна дека погреши, сега го враќа ударот. Дали сум спасен еднаш за секогаш? И рипнаат другите и така, и после тие дискутираат нешто. Со човечки ум, еднаш спасен, за секогаш спасен. Кој е спасен? Има ли такво еднаш спасен, за секогаш спасен? Кој ќе се спаси? Кој ќе се спаси? Нели пишано е кој ќе претрпи до крај? Те сакам, Господу се Христос, ти благодарам што ме исцели, што сум возобновен, што ја примам твојата исцелителна сила на крстот, што топло-ладно смрзна, ми реагира на ладново. Те сакам, Господу Исусе Христе, ти си мојот доктор. Да претрпиш до крај. Професор Темков ми предаваше етика и тој велеше етика се полага кога ќе застанеш пред Бога. Ова го кажувам често, пазете, тој не е толку во Христос, но видите го знае Божиот закон. Си положил кај мене етика, така? И си погрешил утре и паѓаш пред Господ. Паѓаш. Тоа е целата суштина. Си погрешил, понатаму си паднал етика. Имаме привремено спасение. Спасен си од сообраќајна несреќа, од давење, од инфаркт, мозочен удар, од пиење, алкохолизам, дрога или било што друго. Во Дела 27:44, бродот со кој Павле го носат за Рим се насукува кај Малта. На Павле му се јавува визија дека заради него сите ќе бидат спасени и тие се привремено спасени за да се покаже дека во Павле е духот на Отецот и тие да имаат милост да се покајат. Пазете. За слава на Божија сите се спасуваат, но тоа е привремено спасување. Тие стануваат свесни привремено спасените
дека во Павле действува Отецот во сила. Така се создава милост и тие време на милост да поверуваат и да се спасат. Да се спасиш значи да се предадеш, да се присоединиш со Исус Христос и Отецот Небесен, да се прилепиш, да се соединиш. Ние, христијаните, знаеме дека потекнуваме од Таткот, од Бог, а световните луѓе се под власта на ѓаволот. Тоа е јасно. Знаеме дека Божиот Син дојде, Исус Христос, и ни даде разум, не наш разум со своји мисли, секоја мисла да е покорна на Исус, да го препознаеме вистинскиот Бог Татко. Затоа ние сме во единство со вистинскиот Бог, со Неговиот Син Исус Христос. Тој е вистинскиот Бог, тој е вечниот живот. Во единство, тој е спасение. Соединување, претопување во Него, чеда Божји, чувајте се од идолите, 1 Јован 5:19-21. И тој момент идолопоклонство на свое мислење, на себе знаење, на себе спасен. Идоли се врски кои ве држат врзани западнати од материјален свет. Еве други стихови. Јас ве крштевам, капам во вода, по мене иде поголем од мене, Јован, толку голем што јас не сум достоен. Не вели спасен сум крстен и не знам што, ни сандалиите да му ги одврзам. Тој ќе ве крсти огнено, ќе ве спаси, низ оган во Светиот Дух. Тој ја има лопатата во рацете. Тој е судијата. И ќе го исчисти своето гумно, своето стадо, твоето срце. Житото ќе го собере во житните складови. И знаете тие стихови за житото и каколот и плевелот. Житото и каколот и плевелот растат заедно. Исус им вели оставете ги. А плевелот ќе го фрли во оган што не гасне. Лука 3:16-17. Значи, каде што нивниот црв не умира, а огнот не изгаснува. Слава ти Господи Исусе Христе. Исус вели, јас не решавам кој ќе седне од десната страна. А ние, например, судиме било кого, да вели за никого да не зборуваме лошо, да не судиме, да не избркаме луѓе, да не се занесуваш дека знаеш нешто, а во исто време не смееш да сведочиш заради идолопоклонство кон нешто. Јас не решавам кој ќе седне од десната страна, Лука 3:16-17. Еден член на семејството ќе биде земен, друг ќе биде оставен. Жената се спасува преку мажот и обратно. Жената и црквата. Важно кој е главата. Отецот е главата на Исус, Исус е главата на мажот, главата на жената е мажот, старешината на заедницата, на жената црквата и мажот. Кој спасува? Кој е спасен? Житото и каколот треба да раста, да ги оставиш, да си долготрпелив, многомилостив. Кој спасува? Тоа е добар момент. И тие и име ставиле спасе. Јован е најголем на земјата и не вели дека е спасен, туку дека не е достоен. Потоа тој истиот вели, ти ли си оној што треба да дојде? По учениците го прашува Исус или друг да чекаме. Оган што не гасне е љубовта на Отецот. И сите ние поминуваме низ тој оган. Водно огнено прочистување, водна бања во словото, огнено езеро на Отецот. Исус ни вели, кој ќе го повика моето име ќе биде спасен. И тоа е, они ќе викнат Исус и мислиш дека си спасен. Но како да го повикаш? Кога? Како да го повикаш? Кога? Само на уста. А срцето ти е далеко. Кој ти живее во срцето? Само со умот? Или со сето свое срце, душа, ум и сила? По целиот цитат небесен свод има само едно име, Исус Христос. Има на кое луѓето можат да се повикаат за да се спасат. Тоа е Исус Христос, дела 4:12. И сега некои други збора, дека друг се моли, друг спасува. Проповедаат друго евангелие и одат во проклетство. Да се повикаш, да викаш, а да се соединиш со Исус Христос. Да му предадеш се. Не како мали деца што се расправаат по пазариштата по црквите. Дали си спасен, дали не си, овој рекол така, тој има ги гледаш грешките на другиот, а самата си во пораз, например. Не се молиш за себе, си гледаш другите како грешат. Ти имаш проблем дома, например, во семејство, некој не простува или не икеш да сведочиш.
Не како мали деца што се расправаат по црквите, кој е спасен, колку си спасен, кога си спасен, во колку сатот, зошто сум спасен. Друг препев, и во никој друг нема спасение. Зашто под небото нема друго име дадено на луѓето, преку кој можат да се спасат. Дела 4:12. И тие се молат и на други. Седржителка, спасителка викаат друг некој, жена една, која го родила, семокниот Бог. Таа е само сад. Таа беше само сад да се овоплоти, да стане човек. Исус спасува. Како? Ако се соединиш со него, еве стихови, оној што верува во Синот, Исус Христос, има живот вечен. Значи, веруваш, поверен си. Оној пак што му е непослушен на Синот, не ќе види живот, туку останува во Божјата казна, тој ќе си плаќаш сам себе. Јован 3:36, крвта ваша на главите ваши. Значи, да веруваш, да му се довериш, да му се предадеш, тој да те управува. Има привремено спасение од болест, смрт, несреќа, пораз, зависности. Да се разбудиш, да повикаш по Исус Христос да се спасиш. Еве за вие, јас немам потреба од човечко одобрување, ни јас. Овие работи што ви ги кажувам се за вас да се спасите. Јован 5:34. Осудување од црквите не е добро, непокорност кон старешината не е добро. Подобро замени од заедницата, не се расправи. Ако не можеш да се разбереш. Па после ќе видиме, Јован, друг препев вели, по делата после ќе ги познаеме. Не дека јас примам сведоштво од човек, туку ова го кажувам за да се спасите вие. 5:34. Спасен, не спасен. Еве стихови. Јас сум тој што воскреснува и дава живот. Секој што верува во мене ќе живее дури ако умре. Јован 11:25. И ова го имам постирано на надгробна плоча на родителите кои починаа, зашто веќе кога давам пари за некои споменици на смртта, а Исус ја победи смртта, да напишам нешто од Исус. Јас сум воскресението и животот, друг препев, кој верува во мене и да умре ќе живее. 11:25. И пак се враќаме на Матеј 10:22. Ќе бидете намразени од сите заради моето име, Исус Христос, но кој ќе претрпи до крај, тој ќе биде спасен. До крај, не еднаш за секогаш. Друг препев, спасението е за оние што ќе издржат до крај, Матеј 10:22. Да издржиш, да истрпиш до крај, да останеш до крај, да се соединиш до крај. Што е тоа до крај? До крај. Па до крај на себе си. И родение во нов човек во Исус Христос, до смрт во себе си, тоа е твој крај. Родение во Исус Христос. Верата твоја те спаси, се даваш комплетно, му се верен си, доверен. Вера во Исус Христос, дали му веруваш и му довери се, или не му веруваш, непокорен си, се расправаш, не му веруваш ни на старешината на заедницата, мислиш ти треба да бидеш, а од друга страна не сведочиш заради, или имаш проблем физички, гледаш грешките на другите, филозофираш, малку ќе им дадеш власт, одма испливува суетата на филозофирање. Го немаш чувството дека ова слово и овие слова доаѓаат од него. Јас не сум ништо, јас сум само сад избран. Пазете, тоа е тоа што ви го зборувам. Старешините на црквата што добро си ја вршат работата, заслужуваат да добијат двојно поголема плата. Ако ви даваат духовна храна, поуки, ви ги даваат одговорите на прашањата, ви укоруваат. Знаете, тоа е тоа. Посебно ако проповедаат и поучуваат во дух, не од себе си, не врзувајте му ја муцката на добичето што врши жито. Секој што работи треба да добие поголема плата. Ако некој сака да обвини старешина, те сакам Господи Исусе Христе, не судете за да не бидете судени, ќе има двајца или тројца сведоци. И тука се гледа кога има расправи меѓу вас, кои се подостојни. Оние што грешат, искарај ги јавно, па и другите да извлечат поука. Во името на Господ Исус Христос, не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи, во заедницата, во Македонија, во овој дом и насекаде.
Предавам се што имам во Твои раце, Татко мој, Господе Исусе Христе, се што не е од Исус да замине, мораш да замине, што е заповед на молитвен војник на Исус Христос, од десната страна во силата, бегај од нас, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Силата Исусова со вас, мирот Исусов со вас, љубовта Исусова со вас, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, ти благодарам што ми го исцели крстот, што сум здрав и исцелен. И што и денеска ќе те славам и прославувам, Татко мој небесен, во името Исусово. Амин. Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Татко небесен, во Исуса сум возљубен. Ти го давам срцево, да се всели